според мене лидер кој што успеа да го издигне ВМРО ДПМН на едно многу повисоко ниво. Значи јас сум соработувал со сите три лидери. Меѓутоа Мицковски успеа да направи еден прв пат во тој дел на односите со меѓународната заедница, успеа да направи еден исчекор во насока да ја затврди македонската позиција, да ја постави на фундамент и да каже ние сме тоа го бараме. Да. И прв пат Македонија настапува од позиција да, во рете, ние ќе се договориме, почитуваме се и заклучоци и протоколи се, меѓутоа дајте ова да го решиме, нашите црвени линии се тие. До сега Македонија имаше, како да кажем, малце секогаш било под притисок, нели ќе дојдат тука советодавци, па идеа разни луѓе. Јас сум бил израмкованиот договор, па ќе ви кажат вака, па така. Меѓутоа овој пат ВМРО-то прв пат еве со господинот Мицковски како премиер, мислам дека постигна на ниво на меѓународна афирмација на една држава која што си има став, си има рабет. И ако тоа продолжи така да се негува, ќе има многу тука создаден, има пета колона секогаш во Македонија. Нормална работа, да. И ќе има и новинари кои што и ги знаеме кои се тие. Да. Јас отворено кажувам, многу новинари во Македонија заработија многу пари на база на без да откријат од каде им доаѓаат тие пари. Велат дека се независни. И независни се. И се не чине, државата не чини, институциите не чинат, политиките не чинат, програмата не чини, се во Македонија не чини, само тие чинат.